Бакнеш од далечина ги разгоре страстите во собранието, додека пратеничката Дафина Стојановска имаше процедурално обраќање на седницата за пратенички прашања, забележала дека вице-премиерот за евроинтеграција Бојан Маричик недолечно се однесувал, испраќајќи и бакнежи и навредливи гестикулации, пошто атмосферата во собрание се вжешти и дојде до караница помеѓу пратениците од ВМРО ДПМН и министрите од владата. Како не ви е срам, нека ве снимат камери, вице-премиер за европски прашања. Ужас, ужас сте. Затоа, господ, нека ве сликаат како праќате бакнежи. Лига 1, како не ви е... Дафина, држи се, Дафина, држи се. Вице-премиерот Маричич пак испрати демант преку Фејсбук. Тој вели дека ниту испраќал бакнежи, ниту намигнувал. Најостро ги демантирам недостојните и ниски лаги на пратеничката Дафина Стојановска. Со пратеничката ниту сум имал било каква комуникација, ниту сум испратил било каква вербална или гестикулативна порака. Ништо од тоа. Паузата за ручек не ги смири страстите. Револтот кај ВМРО ДПМН е дополнително пораснал и Маричич испратил писмен демант за ситуацијата. Премиерот го одбрани. Апсолутно се однесуваше согласно сите етички стандарди во собранието и има пишан демант на она што се слушуваше на парламентарната говорница од страна на една од пратеничките во собранието. Пратениците од ВМРО ДПМН ја прашуваат како е можно ниту една собраниска камера да не го уловила однесувањето на вице-премиерот. Целата пратеничка група излезе на говорница и побара оставка од Маричик. Тој не излезе пред пратениците да каже нешто иако беше повикан, а потпредседателот Мисовски ја прекина седницата. Молчите? Оставка. Затоа ви бараме оставка. Ова е чин на морал. Малку ако имате морал и европска вредност, сега овде веднаш ќе поднесевте оставка. А да не зборувам за цела влада. Да не зборувам за тоа колку причини сте имале за оставка. Но денес ни еден портал нема да ве исплакне со она што го направивте. Барем вие тоа најдобро го знаете и моите очи. Состојбите внатре во пратеничката група да се ги расчистувате на друго место. Но бидејќи се очигледно не сакате да продолжи седница за пратенички прашања, тука ја прекинувам седницата, ви благодарам за учеството. Целата атмосфера беше подгреана од претходната дискусија помеѓу пратеникот Петар Ристевски и министерката за труд и социјална политика Јована Тренчевска околу ситуацијата за пензионерите. Ристевски побара одговор од Тренчевска, таа во обид да се одбрани прстот го впери во опозицијата. Тоа и беше причината за процедуралното обраќање на Стојановска во кое сакаше да побара Тренчевска да не прави политички митинг.